Поставувајќи го приоритетот на поголем процент набавена основна опрема и алатки за поефикасно и поефективно работење, јавното предпријатие Комуналецот Битола ја усвои инвестициската програма која и годинава се движи околу 20 милиони денари, средства димензионирани врз претходни искуствени показатели. Фокусот ставен врз зелените јавни површини. Иако сакам да ви кажем дека ние стигнавме со програма до некоја цифра од околу 500.000 метри квадратни, значи урбан и рурален дел, каде што согласно програма имаме обврска да ги одржаваме тие зелени површини, таа цифра не е за подценување, одговорноста е голема, наоѓаме начини да сето тоа квалитетно и навремено го сервисираме, но како што кажав на почетокот, за сето тоа да се прави така квалитетно треба да се набави, значи соодветна високопрофесионална опрема, која што до негде успеваме да ја набавиме чисто финансирано од наши средства. Комуналец преку донации неодамна спроведе систем на селективно одлагање на отпадот, течен, хартија и пластика, што во дел од населбите се покажало успешно, но во голем дел се соочуваат со проблемот собирачи на пластични шишиња. Од јавните контейнери не успеваме буквално ништо да најдеме, додека од индивидуалните домаќинства во Брусничко-Лавчанскиот дел има некоја количина која што ја собираме. Така што тие завршуваат кај некои откупувачи. Знаете, тоа е, како што кажав, нешто нелегитимно во овој дел на управување со отпадот. Покрај свеста на индивидуалните домаќинства, односно граѓаните, сметаат дека институционално би требало да се разгледа проблемот со, како што ги нарече Соклевски, нелегалните собирачи на пластични шишиња.